сега преоѓаме на уметност, и тоа на ликовна уметност, секако заедно со нашата утринска гостинка Снежана Мелник. Добро утро. Добро утро. Јас рано наутро им соопштив на гледачите дека ќе има и подарок од нашата гостинка кој што ќе го разубави нивниот дом, така? Да. Но предпоставам тоа ќе биде кон крајот на разговорот. Така е. Ирина, не ми разговараш? Лута си ми. Како лута ти изгледа? Не ме фирма. Не, Повелете и го двете, побарав да. подарокот за да го покажеме, ама ќе го покажеме во текот на... Да, важно ти е да знаат да останат до крајот на разговорот со вас. така. Повелете. Ти благодарам многу за најавата. Наша гостинка ова утро е Снежана Мелник, ликовна уметница. Снежана веќе 11 години живее во Македонија, инаку е од Украина. Говори одлично македонски јазик и својата уметност, она што е незин афинитет, го пронаоѓа во Македонија и овде доаѓа до израз уметноста на Снежана Мелник. Има учествувано на повеќе од 20 ликовни изложби и меѓународни колонии. Ова нека биде причина плюс да бидете заедно со нас, а Снежана ќе додели и еден подарок за наш гледач кој што или ќе ни се вклучи. Ова е триптих. Ова е триптих. Вака ќе го покажеме. Ќе треба нели да се урами, меѓутоа изгледа многу убаво. Ова се цвекиња, нели? Во вазна. Да. Некој... Ето, акварелен триптих. Така. И зимска пейзажа. Зимски пейзаж, како што ни е и времето. Снежана, еве, официјално добро утро. Добро утро, Ирена. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ми е многу мило кога зборуваме вака рано наутро за уметноста. Вие сте ранобудник, станувате рано, веќе од 7 часот наутро практицирате јога. Покрај тоа што сте ликовна уметница, имате завршено и дизајн. Сега нешто најново што е, изработувате и калиграфија, масажа и ред други работи, танц, за ова се ќе зборуваме во текот на нашата емисија. 11 години кажав дека сте во Македонија, вашата дестинација е Македонија, доаѓате од Украина. Зошто се одлучивте да останете овде? Што ве привлече во Македонија? Може таква судбина. Пред некој 13-14 години јас гледав сон, во кој гледам во прозор и кроз прозора ја гледам планина. Во дел кај живеем јас во Украина нема планини. Ми беше чудно. И раскажам сон на маж ми. Вика, па, сон е сон. И за некој време го повикуваат на работа во Македонија. И кога дојдем и така се останам и тука. Се останавте тука. Да. Имате завршено моден дизајн. Да. Но сепак уметноста некако ја пронаоѓате овде во Македонија. Имате, еве, и овдека имаме донесено и се гледа малку, ова е една преубава слика од вас. Јас вака ќе ја подигнам да може малку и да се види. Ова е македонско девојче, така? Да. Инспирирано во македонска народна носија? Да, и многу години имам желба отидам на некој таков фестивал со македонски народни традиционални костюми. И посебна желба отидам во фестивал што сега завршува во Овчани. Во Вевчани. Вевчани, мислам, тоа е нешто многу уникатно, што треба се посети. За Василица, по повод празникот Василица. Сега сакам да ве прашам, што е она што вас ве инспирира? Зашто најмногу сликате? И овдека, бидејќи имаме ние и фотографии, би сакала би ја замолила режијата додека зборуваме за овој дел за вашата уметност, да одат и во позадина фотографиите, да се види што е она што Снежана твори. Значи, што е ваша инспирација? Што ве мотивира за сликање? Радост на живот. Јас мислам тоа е задача на секој човек од сабаре да станеме и да бидеме благодарни. Точно. Што имаме здраве, сила, мок. И од таму земеме инспирација да се радуваме на секој ден што ние сме живееме. Да. И понекогаш во такви тмурни денови да побараме радост во себе вонатре, ако нема сонце, да најдеме тоа сонце вонатре и да го пројавиме и да споделиме со други луѓе. Да. Значи, секојдневните моменти
случки, предпоставувам, од секојдневниот живот, се ваша инспирација. Еве, одат веќе во позадина и фотографиите. Инспирација ви е и жената, бидејќи овде ни донесовте такви слики. На која техника работите најмногу, Снежана? Работам и акрил, и улја, ама акварел ми е омилена техника. И колку долго изработувате една слика? Па зависи од слика. Слика може да биде завршена буквално за 5 минути со неколку потези, понекогаш може слика да биде во работа неколку години и бара внимание, нешто ти сваќаш, нешто таму уште фали и слика не е завршена. Да. Љубител сте и на природата. Еве, овдека гледаме, ова се предпоставам цветови, нели? Кои што отидоа. И природата ве инспирира, така? Мислам, тоа е безпрекорно. Секогаш луѓе може да наоѓаат мотивација, убавина за живот во природа. Само треба да бидеме внимателни и наблюдувам што се случува, какви промени секојдневни има во природа. Значи, секој ден има нешто убаво што можеме да гледаме. И во зимна пейзажа, кога гледаме македонски планини во снег, и на лето кога шетаме околу вода, секога има убави моменти. Природа, да, совршена. Вие сте љубител на природата. Тоа значи дека шетате и низ македонските планини, како што кажавте, ама наутро знаете да си пешачите покрај течението на реката Вардар. Тоа е и ваша инспирација, како што кажавте. Кажав во најавата дека повеќе од имате учествуване на повеќе од 20 ликовни изложби и меѓународни колонии. Какви се вашите впечатоци од овие изложби? Имате ли можеби некои награди добиено? Награди имат сите учесници што учествуваат. Ова не надпревара спортски, кај има само еден победник. Тоа е убаво во уметност, сите сме победници, сите што учествуваме. Секогаш дружба со колеги од други држави, секогаш се носи размена на инспирации, на нови идеи, не е како батерии, како пуњачи еден за друг, секогаш кога ти идиш и после неколку месеци имаш тој извор на енергија, се потпунуваш од други луѓе. Секако да. Може да споменеме некои од овие изложби и меѓународни колонии на кои што сте учествувале? Во Македонија, така? Во Македонија скоро сите градови имаат ликовни колонии. И имав можност прошетам по многу места тука и така ти и патуваш и запознаваш држава, и запознаваш луѓе, запознаваш локална средина, секогаш интересна кога идеш во некој град и јадеш посебна храна што има, пиеш локална пијачка, се запознаш со култура што конкретно во тој град се случува. Зашто секој град во Македонија има некој свој посебен, да кажеме, шмек. Така е. Многу ми е мера како навистина е тоа така како што го кажувате. Зборувате со љубов, тоа ви го чувствувам и ви го гледам од очите. Споменавте малку и храната. Вие исто така сте и љубител на кулинарството. Кога сме веќе кај храната, што е она што најмногу готвите од Македонија? Што ви се допаѓа од нашата храна? Од нашата кујна? Класика секако пиперка. И научив во Македонија јадам љута пиперка. И пиперка во урда или повлака. Мислам, тоа е нешто гениално измислено. Кисела пиперка во повлака нема поубаво нешто што јас пробам. Ова е личен мој избор. Секако обожавам што прават со тестенини, пити. Јас не знам да готувам со брашна, секогаш за мене тоа е мистерија, секогаш восхитувам на жени што знаат и прават тоа и тој мирис што има дома кога готуват леп или нешто печно, тоа дава топлина. Да, точно. Убаво кажавте, а што е она што ви недостасува од Украина? Што е она што тамо ви беше како омилена храна?
И дали знаете да се изготвите и тука? Бидејќи 11 години не е малку време. Да, секако луѓе што дојдени ние сме во Македонија дали да кажеме од бивши Советски Сојуз, ние имаме своја посебна куња и храна што нема во Македонија, например тоа е солена харинга. Или солена скуша, например. Риба, значи морска храна. Да, кога ми прашат македонци, вика ти ја јадеш жива, не, она беше умрена, не јадам жива. Во смисла, не ја прижем, не ја печеш, ја ставиш само во сол и за неколку дена она станува просолена. Маринирана. Ете, така да кажем. Значи, нити ја печете, нити ја варите, туку нели риба, свежа да кажеме, свежа риба, ја посолувате, стои 3 дена и тоа ви е специјалитет да кажам од така. Мислам за луѓе што не навикнати на таква храна, може изгледам. Па затоа ве прашувале дали е жива. Да. Добро. Сега, она што работите во моментот, значи не останува вашата уметност само на акварелот и која техника беше, ќе ми помогнете? Акрилот. Туку вие сега учите и нешто ново, калиграфија. Така. И сега, бидејќи утре е кинеска нова година, вие изработивте кинески букви, изработени во техника калиграфија. Ова Снежана ми кажа дека се вака, вака треба да го свртам, се поставува на куќите, така, на влезот на врата и значи да се има... Ова треба да се стои горе и уште 2 линии со такви треба да се доработа, стави од лева и десна страна. Така, еве ќе го покажам вториот дел, тоа е ова, вака, убаво покажувам. Да. Вака. И ова се става во домот за благодет, така во... Да, за благосостојба, да бидат здрави сите што живеат во дом, да влезе убава енергија. Така. Каква техника е калиграфијата која што ја кој што работите во моментов? Мене воопшто интересна калиграфија како дисциплина. После некое време, кога те почнеш да овладуваш, ти се ослободуваш и се наоѓаш свој потис, свој ракопис. И тоа е уствари цел да дојдеш до некоја да станеш мастер на нешто. Треба да се поминеш неколку степени на дисциплина, а после ти се ослободиш рак. Јас пробав работам... Прецизност бара калиграфијата, така. И исто имаме старославенска калиграфија, што многу интересно исто да го учиш. Исто рака твоја ќе биде подсврста, ама со време и почнува да наоѓаш креативност во тоа. Добро, имаме време и јас би сакала, еве, овој триптих кажавте, така? Триптих. Сега ова е од 2019 година, значи веќе 5-6 години е старо, тоа е вака. Јас сега не знам дали можам убаво да го покажам, ама ќе сакаме подарок од нашата Снежана Мелник, да оди ова кај еден наш гледац. Ова може да се врами, да се урами, така да се стави во рамка. Еве вака убаво изгледа. Зимска, како кажавте, зимска пейзаж. Зимски пейзаж. Може да ни се јавите ако сакате во студио, ако сакате оставете ги колегите од режија, може да ги земат вашите податоци, име и презиме, телефонски број и ќе се договориме дали ќе дојдете во телевизија, дали ќе ви го испратиме по карго, ете како сакате. Ова е подарок од нашата уметница Снежана Мелник, ова е акварел. Така малку тивко кажувам, да не сгрешам, ама би сакала еве вака да ја искористам оваа можност и малку да покажеме во живо делот. Ова се, мислам дека девојки, видов дека и жената ви е инспирација. Зошто? Јас не знам како однатре изгледа машки свет. Јас знам како може себе чувствува жена. Како наше расположение може се менува од мали ситни детали, од сонце, од тој кога некој човек ти каже добро утро, или послушаш некоја убава песне, или тажна песне и ти сменува ова кажете и предходно, ова е многу убав лик, женски лик.
Не знам дали сте вие или можеби некоја Инспирација, девојка, од овде или можеби од Украина. И еве овде има исто уште еден убав женски лик. Тоа се сликите кои што ни ги донесе Снежана еве овде. Во живо да ги покажеме. Овдека стои триптихот, или ќе ни се вклучи гледач, или ќе го дадеме, ќе си остави телефонски број. Сега, мислам дека исто така и со фотографија се занимавате? Или грешка сум, како што видов во сликите? Мислам, сега сите занимаваат со фотографија. Да, сега да, имате право во тоа. Меѓутоа, докаде сме со модниот дизајн, знам дека посетувате и курсеви за масажа. Една сестрана личност, значи во сите сегменти некако си ја наоѓате својата љубов, својата уметност, еве да кажем така. Мислам, интересно да заполнуваш својот живот со работи што тебе интересни и секој ден да видите исполнет со убави работи. А секогаш се трудам наоѓам такви работи што бидат интересни за мене, ама и корисни за други луѓе. Например, техника на масажа која сега јас учам и истражувам, се вика Јумејхо. Во Македонија има еден мастер на јумејхотерапија Христоф Хаджикимов. Он 25 години се занимава со таа техника и ние имаме група на ученици. Доаѓаме, учиме таа техника, што многу ефикасна и многу помага на луѓе. Докаде сме со модниот дизајн? Дали тоа Со исто модниот дизајн е актуелно? Мислам малце сега подалеко. Ама како секој човек сака себе представи кој сум јас, така не представам пред своја облека, да. Дали сум ја жена спортска, или ја женска елегантна, или јас сум елегантна бизнесмен што сака покаже свој статус и така се изразуваме и тоа. И преку облеката. Секако. Морам да ве пофалам дека говорите навистина одлично македонски. Благодарам. Беше ли тешко да се научи македонскиот јазик и колку време ви требаше? Јас ве прашав дали да зборувам поспоро или побрзо. Нема проблем со брзината. Бидејќи јас малку побрзо зборувам. Не било тешко да го почнам да го разберам македонски јазик, ама еден ден денеска го учам. Зашто во македонски јазик има многу зборови што дојдени од Сербија, од Турција. Ја понекогаш не можам да сватам зашто на македонски зборат и овој збор и така и вака. А ово сербизм, а ово турцизм, а ово македонски. И понекогаш ти треба време да знаеш од кај доаѓа збор, а има многу убави архаични македонски зборови. Ги обожавам и многу сакам слушам некоја таква поезија или некој убав глас што може да чита такви текстови со интересни македонски зборови. Тоа е задоволство. Музика? Слушате музика? Предпоставувам, да, како секој човек. Да, имам и секако и омилена и македонска музика и дружаме со музичари, и со сликари, и со скулптори. И секако македонска уметничка сцена мене блиска, ги знам. Снежана, имам уште многу прашања да ви поставам. Меѓутоа, за жал, времето е тоа и ни измина времето предвидено за овој разговор. Многу ви благодарам што ми бевте ова утро гостинка. Ни го разубавивте и студиото, и емисијата. Убава енергија ми пренесовте на мене. Верувам дека и гледачите го почувствуваат тоа. Ви посакувам многу успех во она што ќе го работите и ова нема да биде наша последна средба. Еве ќе оставиме малку простор, па се надевам дека повторно ќе ни гостувате овде во студиото. Ви благодарам многу што ни дојдовте и се гледаме во некоја наредна прилика.